изјасни. Дали сте за споменици за мртвите? Или сте за живеачка за сите? Дали сакате да останете заробени во антиквизација? Или сакате европеизација? Вашиот глас за СДСМ значи подобар живот за сегашните и идните генерации. Вашиот глас за СДСМ е глас за одговорна и домакинска власт. Вашиот глас за СДСМ е глас за праведна Македонија и глас за слободни граѓани. Вашиот глас за СДСМ е глас за поуспешен бизнис и подобра живеачка. Твојот глас за СДСМ е твојата иднина. Твојот глас за СДСМ е глас за победничка Македонија! Во нивно име ќе се обрати Станко Трпецки, повелете. Добро вечер, мои сограѓани, мои пријатели. Чест и задоволство ми е вечерва да ви се представам како кандидат на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Еден мој пријател вели дека во Кичево времето не минува, бидејќи тука никогаш ништо не се менува. И така е веќе цели 14 години. 14 години владење на ВМРО-ДПМН. Потребна е промена. Ако Кичево некогаш беше познато по рударските капацитети или по прекрасното Крушино, кое ВМРО-ското владење го претвори во руина, денес Кичево е во колапс. Јас би рекол, заразено е, но не од вируси, бактерии и болести. Тие се лечат и можат да се контролираат. Нашиот град е заразен од сиромаштија, неправда, закани и утени. Се е наопаку. Пациентите ги испраќаме во Битола, Охрид или Скопје за наедноставна интервенција, додека ветената нова болничка зграда на Груевски ја е празна, зарастена како достоен померик на портокаловата преродба. Еден лав помалку во Скопје и Кичево ќе добиеше нова болница со најсовремена опрема. Рек Осломе, наместо да произведува струја, е место за вработување на партиски војници. Наместо рударска опрема, работи приватна механизација. Но ако вака се продолжи, со недомачинско работење на Осломе, за 2 години ќе му ставиме клуч на вратата, а со тоа и цело ќе се запечати судбината на Кичево. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го спаси рудникот еднаш во 1996-та, го спасивме и во 2002-та, ќе го спасиме повторно и оваа година. Проектот кој ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го започнавме за реконструкција на водоводот го прекинаа. Затоа ние денес пиеме вода од азбестни цевки, стари половина век,
и трпиме губитоци на вода од 60%. На Скопското крале направија војна за да подигнат црква, а црквата за која ВМРО ДПМН е удари темелник во 2000-та година во Кичево никаде ја нема. Половина владо потекнува од Кичево, а Кичево одумира. Луѓето си одат и не се враќаат, не затоа што не сакаат да живеат во овој град, не заради тоа што немаат доживот, туку заради тоа што нема никакви услови за живеачка. Па доста беше! Кичево не е ничи пашалак. Ова е мој и ваш град! Слободарски град, за кој своите животи ги положија на 500 борци кои почиваат во спомен кон суницата на Кале. Град во кој живее моето семејство и во кој сакам да расте мојата ќерка. Град во кој сакам моите пациенти да добијат најдобра медицинска услуга. Град во кој ќе живеат нашите деца, затоа што ќе им одложиме достоинствен живот. Ние имаме визија како да го оствариме тоа. Во програмата на Социјалдемократскиот сојуз има решенија, а тие се аналитички, издржани, реално можни и конкретни, што се однесуваат и за нашиот град. Затоа ве замолувам сега да бидете зрели, совесни и одговорни пред себе и пред вашите деца. Затоа на 5 јуни ја очекувам вашата поддршка и вашиот глас. Заокружете број 10 за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За иднината на Кичево и за иднината на вашите деца. Секој трет македонец живее во сиромаштија. Во каква Македонија сакаш да живееш? Крени го својот глас. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на овие избори предводи коалиција од 15 партии. Со нас во широката коалиција je вака изгледа митинг во Кишево, кога слави победничка коалиција. Вчера имаше онолку колку што има викачи онде на ќошот. Ова бројка овде на присутни е најдобар доказ дека преродбата пропадна. Кичевчани имаат реално искуство со преродбата. Да, се прошири, ама возниот парк на Китановски. Да, се надгради, ама бројот на станови на Милошовски. Да, се проширија, ама бројот на вработени, ама од фамилиите и на Китановски и на Милошевски. А другите во Кишево? Нема потреба. Изгледа стравото дуели стана заразна болест во ВМРО ДПМН. Неизлечива. И вчера од Битола го повикав Милошевски на дуел.
и не знам зашто се плаши. Па јас нема да го прашам кој го направи криминалот во Сдруженијето на возачи, па тоа сите во Кичево го знаат. Македонија чека отчет зошто поседите во Брисел и Вашингтон ги замени со средби со диктаторите од Африка. Зошто македонската дипломатија ја претвори во бизнис делка за купување амбасади. Зошто резил до резил ни се случува со неуките аматери што ги испрати за амбасадори. Почитувани пријатели, сакам да ја споделам со вас мојата гордост, но и одговорност, што е предводам најмултиетничката листа за кандидати за пратеници, не само во изборната единица 5, туку и во цела Македонија. Јас во парламентот покажав како тоа треба да се бори за правата на граѓаните. Затоа ве повикувам заеднички после 5 јуни да се бориме со засилено темпо за дипломатија која ќе биде гордост, за економски раст што ќе трае, образование каде ќе се учи, а не перат пари, за компјутери кои ќе работат, а нема да седат по подрумите. И затоа, уште во првите 100 дена, ќе го промениме законот за Министерството за надворешни работи и ќе го зголемиме професионалниот кадар кој ќе биде дел од нашите амбасади. Ќе ги реорганизираме дипломатско-конзуларните представници. Функционер локален ми врши притисок. Ама мене дома, моето дете, секој ден ми врши притисок за 10 денари да купи кифла на школа. Јас, Јани, ќе гласам за СДСМ за да ги решам притисоците во моето семејство. И затоа сакам да им порачам и на Китановски и на Милошевски да си ги земат списоците. Едниот што ги правеше во собрание, другиот што ги правеше во Министерството за надворешни и слободно да ги фрлат во кантите на Ставревски. Зошто граѓаните на Кичево ќе гласат за својата, а не за фамилијата на Груевски. Зошто граѓаните на Кичево ќе гласат за обнова на своите домови, а не за хотелите во Чешка. И зошто 10 е глас за твојата иднина. Да живее Македонија! Број 10. Социјалдемократски сојуз на Македонија.